Во малиот град Буда во сојузната држава Тексас, овие жени создаваат нешто ново, користејќи парчиња од нивното минато. Ова е трансформативен процес на претворање на облеката во хартија. Обично луѓето не веруваат во ова. Ова е магичен процес. Војни униформи, капи, шамии, се сечат, мијат и поминуваат низ процедура преку која се претвораат во хартија и на крајот може да се изработат овие слики. Се работи за ослободување од таа болка. Се создава нешто убаво од нешто што предизвикувало травматични сеќавања. Ова го нарекува проект Раја по зборот ослободување на јазикот Дари. Афганистанци тука служеа во женскиот тактички вод на Афганистанската национална армија, распоредувајќи се заедно со американските специјални сили за да собираат разузнавачки информации во областите што мажите не можеа. Некои од овие американки и афганистанки тука држија служба заедно со Афганистан. Тоа беше до пред 2 години, кога талибанците ја презедоа власта. Целата евакуација беше хаотична. Мислам дека многумина од нас се чувствуваа навистина безпомошна. Се чувствуваше блискост, култура и луѓето кои ги сакавме и се грижевме за нив. Видовме како работите се распаѓаа во рок од неколку денови и часови. Американската ветеранка Сара Скали работеше со женскиот тактички вод во Афганистан од 2019 до 2020 година. Кога падна Кабул во рацете на талибанците, таа и други војни жени помогна нивните афганистански колеги да излезат од земјата. Тоа време е болно за нив. Ги изгубивме соништата, ги изгубивме нашите цели, изгубивме се. Се се смени за еден ден. По 2 години, рече се сите од околу 40 женски командоси кои дојдоа во САД, остануваат во правна неизвестност, заглавени баратели на азил. Тие се од земја во која да се биде жена во војска беше како да бидете мета. И фактот дека некои од овие жени се уште немаат азил и без известна иднина, не се знае што е следно. Тоа е неправда. Хасани вели дека сака да знае дека таа и незиното семејство ќе бидат безбедни, подалеку од дофатот на талибанците. Целиот живот го поминала сакајќи да биде во афганистанската војна. Сон, што талибанците и го одзеле. Сега таа сака да се приклучи на американската армија, но не може да го направи тоа без да има зелена карта. Знам дека го губам времето. Ако остарам, не би можела да се приклучам на армијата и не би можела да го следам мојот сон од дете. Парче по парче ја ставаат својата загуба, љубов и надеж на платно. Групата за поддршка на ветераните од Common Purpose ќе ја прикажа својата работа во уметничка галерија во Њујорк во ноември, за да соберат пари и да ја подигнат свеста. Умиленото парче на Хасани, што таа го создаде, е почетку на афганистанската армија и афганистанското знание. Афганистан е се за мене и е во моето срце. Траумата е трансформирана. Старото стана ново во едно уметничко дело.